Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија! Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столи Наумов, плюс Бојан Трипуновски, УПОС, синдикат на вработените во управата, правосудството, органите на управата и Сдруженијата на граѓани. Добро утро. Голем наслов имате. Така е. Бранко Костовски, синдикат, главен во синдикатот за култура во Министерството за култура. Добар ден на сите. Насловот за денеска: администрацијата протестира за повисоки плати на владата, баш и не и се слуша и го обвинува синдикатот за политизација. Малку ми е чудно, одма на почеток протестирате, обично ова на средината или на крајот на мандатите се случуваат тие протести. Сега ова превентивно вие за да го кренете гардот, за да направите што подобра позиција во старт, да им кажете, за да после тоа немате проблеми. Кој е вашиот коментар на мојот коментар? Овие прашања кои што оваа група на вработени... И нека може ке рече дека сте задоснати, другите претходно Не би рекол. успеа Да, така. да си Некој во меѓувреме работите. некаде во меѓувреме ги решитме проблемите. Меѓутоа, овие проблеми не се од денеска. Овие барања на синдикатот и на оваа група на вработени се повеќе од 3 години наназад. Во минатото не најдовме за сходно со минатата влада да ги решиме дел од барањата. Затоа тие остана да се решат во текот на овој мандат и сметаме дека сите наши барања кои што ги имаме во овој момент се издржани и сметаме дека заеднички можеме да изнајдеме решение за сите да можеме уживаме исти права во ранки на институциите. Ова е одговорот и на обвинувањето дека сте политизирани и дека зошто порано не сте го решили проблемот, него сега уште на почеток го правите товар, камења, фрлате врз ВМРО ДПМН. Во минатото сегашната опозиција имаше доста време да ги исклучи овие колективни договори кои што исто беа доставени и до нив. Меѓутоа, сегашната опозиција е првата влада која што раскина колективен договор каде што ги уназади правата на вработените. За кој колектив? Тука се работи по колективниот договор за вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кој што од страна на владата на СДС беше раскинат во 2022 или трета година, не ме фаќате точно збор. Ај тоа објасните ми го. Или прво Костовски, ајде вашиот коментар. Добар ден за сите. Поздрав до колегите од Министерството за култура и туризам. Јас сум председател на синдикалната организација при УПОС при Министерството за култура и можам да кажам дека ова барање за кој што веќе пети ден протестиравме е барање кој што уште пред 3 години го имавме побарано и истакнато со цел да достоинствено имаме достоинствени плати и достоинствено да се вреднува нашиот труд кој што го даваме секојдневно при извршувањето на своите работни уврски. Ова барање за потпишување на колективен договор се однесува само за додатокот од 30% кој што веќе други државни органи во рамките на државната администрација го добија, значи вон од основната плата како додаток и ние тоа го поздравуваме како синдикална организација и како УПОС, меѓутоа бараме нашиот труд и нашата одговорност да се почитува, да се цени и како резултат на тоа да бидеме рамноправни во однос на останатите колеги во државната администрација кој што го добија овој додаток на плата. Објасните го тоа. Рековте СДСМ раскинала колективен договор. Како може да се раскине договор? Тоа нели е што ме договорено, треба да заврши колку трае? 2 години. Колективните договори согласно тоа да го Законот за објасните работ... за слушателите и за гледачите. Согласно Закон за работни односи, колективните договори имаат важност од 2 години. Истиот беше потпишан во 2021 година, колективниот договор. Во преодните и завршните одредби во колективните договори секогаш има клаузули, односно се предвидува дали по истекот на тој колективен договор одредбите ќе важат, меѓутоа има и одредби каде што истиот може да се откаже. Се тога еднострано. И
тој колективен договор е откажан од страна на тогашната влада. Разговараме Со кое образложение? со образложение дека се предизвикани финансиски импликации кои што при подпишувањето тогашниот министер не ги преземал како обврски во тековниот буџет и дека се изгледа се оштетува буџетот на нивното министерство. Што значи раскривање? Дека платите се враќаат на старо ниво? Да видите, таму беа предвидени плати за вработените во шумската полиција. Меѓутоа, во тој колективен договор беа предвидени исплата на јубилејни награди, кои што до тој момент останатите вработени во државната администрација и министерствата, еве да ги земам како пример, не беа предвидени. Тој беше прв колективен договор подпишан на ниво на министерство од наша страна како синдикат. Таму беа предвидени исплата на јубилејни награди од 5 години па на секој 5 во проценти и вработените согласно пропишаното во тој колективен договор си ги бараат своите права. Знам дека сум информиран дека голем број јубилејна награда, што порано часовници даваш. Како е? Моментално еве јас ќе кажам согласно општиот колективен договор кој за вработените во јавниот сектор е подпишан, исплатата на јубилејните награди се исплатува за работа кај ист работодавач на 10, 20, 30 и 40 години. Износите значи за 10 години изнесува 50% од просечната плата на ниво на држава. Значи ако земеме во овој момент дека просечната плата е 41.000 денари, 20.000 денари за 10 години. Да. Па не е тоа ништо. И за нас не е. Значи тоа е, видете, сите вработени кои што работат во државната администрација се, може да кажеме, историја за институциите. Ако некој вработен остане 40 години да работи во една институција, редно е тој да добие награда институционална меморија, односно да има тој човек да се почувствува дека е важен за институцијата. Институцијата да му врати на некој начин за неговата лојалност во сите изминати години назад. Колку е просекот на плата во администрацијата? Прво, ајде го расчистиме ова. Што се влегува во администрација? Кај се институциите? Кај се судовите? Кај се вработените во музеите? Кај се граѓаните тоа не знаат, они се чудат како може, например, во одредени институции да има многу повисоки плати. Дури и тоа треба, веројатно и тоа го барате, беше во најава и од оваа власт сега и претходно се зборуваше од претходната власт, дека мора да се направи еден закон кој што ќе направи балансирано, системско управување и наградување на вработените во администрацијата, за да се спречат страшни дисбаланси. Тие зборува повеќе за раководните функции, ама ги споменува, например, разлики во плати во МНАВ, каде што земаат по 3.000 евра, многу повисоки плати од председател на држава, од председател на парламент, од премиер. Дали на тоа се работи? Значи, вака јас детално сакам овие работи да ги разјаснам. Вака, кога повеќето, значи, функционери кажуваат јавна администрација. Тука треба они мислат на сите 130.000 вработени во јавниот сектор. И образованието вработените, сите, тука спаѓаат сите. И здравството. Така е. Сите, тоа е јавна администрација. Државна администрација е оние вработени што работат во министерствата, органите, агенциите, фондовите, локалните самоуправи, управите. Тие се тие органи кои што се сервис на граѓаните, значи. Во однос на оваа група на вработени, тие не изнесуваат повеќе од 18 до 20.000 вработени на ниво на држава. Државната администрација. Да. Значи сите останати се. Вие за тоа се протестирате. ние протестираме за дел од државната администрација. Значи не за целата. Некаде во локалните самоуправи можам да кажам, ние со колективни договори имаме утврдено далеку поголеми права од оние кои што се утврдени на ниво. И локалните самоуправи се државна администрација. Да. Ама таму се средени работи. Таму се средени, значи секаде имаме подпишано колективни договори и со зголемени плати и со поголеми права, поголема исплата на со секој граначалник посебно ги подпишувате или со ЗАС? Со секој граначалник посебно, затоа што они имаат сопствени буџети. Не користат средства од државниот буџет. Може ли се таму дисбаланси? Некој граначалник да му текне не подпишува? Апсолутно, видете, тоа е процес на преговори каде што ние седнуваме и договараме со работодавачите. И овој наш протест кој што ние го правиме и го правевме изменетава недела. Ние тој процес го имавме веќе од почнато. Сите преговори беа водени со ресорните министри. Тие ресорни министри ги испратија и двата органи на државна управа што протестираа.
Испратени се колективни договори до Министерството за финансии. Тоа е заедничка резултат на преговорите кои што синдикатот ги имал со министерот. Моментален. Тој го има испратен од колективниот договор на мислење во Министерството за финансии да му се обезберат средства во буџетот за исплата на додаток на плата или други права кои што се предвидени во тие колективни договори, меѓутоа од страна на Министерството за финансии истите се одбиени. Нели е тоа неуспех на синдикатот генерално, ако, например, во култура, во институциите како што се музеи, театри, опера, филхармонија, Ајде вака ја. успеале, за да го да објасните, или а вие да не, они направиле колективни договори, ги кренале платите, поволностите што ги добиваат, вие не сте успеале. Затоа што кога се договаравме, слушнав на информација која што е многу чудна баш во насока на тоа дисбалансирање. Во Министерството за култура вработените земаат можеби за 40-50% пониски плати. Така. 40-50%. Да. Од вработени, например, исто администрација во музеј, например. Така. Јас ќе кажам само, нели, ќе дадам мој одговор за ресорот култура. Значи, под чијешто надлежност се и институциите од културата. Во 2020 година, од страна на тогашната влада и представниците на Синдикатот за културата и СОНГ потпишан колективен договор за институциите од културата кој што важи, меѓутоа не и за вработените во Министерството за култура. Со тој колективен договор, кој што ние како синдикална организација и како синдикат на УПС го поздравуваме и немаме никакви забелешки, понатаму сметаме дека тој е еден од најдобрите, значи немате против, како што рече не, апсолутно. Министерката за финансии 17.000 ако зема некој кустос. Значи секогаш како што се зголемуваат животните трошоци, апсолутно треба да растат и платите во секој ресор, па вклучително и во ресорот култура. А она што кај нас како вработени во Министерството предизвикува еден вид на незадоволство или револта е што ние 120 вработени кои што континуирано секојдневно ја следиме работата на институциите од културата, им помагаме и носиме одлуки кои што некојаш се можеби за јавноста небитни, меѓутоа за одреден за оваа држава се многу одговорни. Останавме да зимаме плати пониски за 30 до 40% за одредени работни места од што се на ниво соодветно како колегите во институциите од делот на администрацијата. Значи таму треба да се прави разлика помеѓу вработени што се носители на дејност, тука спаѓа уметници, археолози, филмска дејност, писатели, така и административниот кадар кој што работи во институциите од културата. Вие сте полоши и од административниот кадар. Да, значи ние ако они земаат 60 пример. Значи почетното ниво, значи на вработен кој што има завршено високо образование, значи факултет, е помлад соработник во државната администрација. Ако кај нас во моментот, во Министерството, зима вработениот почет на основна плата 29.000 денари, во институцијата од културата зима 39.700. Значи разликата е за 34% на месечно ниво. Тоа е, ви кажувам, почетното ниво на основно ниво со високо образование. Оваа разлика не се јавува само помеѓу државната администрација во органите во Министерството со институциите од култура, туку оваа разлика ја има на ниво на помош работник кај нас во Министерството со вработениот во собрание, со вработениот во Министерство за финансии, во владата, во генералниот секретаријат, па дури и има разлика помеѓу вработениот во Министерството и во општините на
што се под локалната Тие самоуправа. успеале колективни договори да направат, затоа имаат повисоки плати. Значи, Затоа што и финансии од пред одредено време и они протестираат. Во моментот вработените во Министерството за финансии, Министерството за одбрана, Генералниот секретаријат при владата, СОЗАРА, Управата за јавни приходи, државната администрација при Универзитетот за Свети Кирил Методи, сите имаат подпишано поединечни колективни договори. Значи самиот Како систем вие само не успеавте? Уште тој период кога Па видете, ние сме орган на државна управа, значи државен ресор и секогаш кај нас најтешко оди. Не знам зошто, иако би требало другите по министри, хиерархијата за финансии уште позиција може да биде, ако така зборуваме. Обично, имаш министрите за финансии видете, пазарот на трудот предизвика во изминатите години да има одлив на стручен кадар од министерствата и како министерство, како најважните државни органи, треба да владата овозможи да не задржи на работа. Проценката била на тогашната влада да даде соодветно зголемување на платите во тие ресори. Меѓутоа не и во нашиот случај. Кои сега протестираат? 6 беа, така? 4 министерства и 2 институции. Така. Моментално, значи, протестираат 6 министерства и 2 државни институции. Тоа се Министерство за економија и труд, Министерство за животна средина и просторно планирање, Министерство за култура и туризам, Министерство за дигитална трансформација, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и Министерство за правда, и тука се вработените од управата, односно Државниот за статистика и Државниот архив. Правобранителот, Народниот правобранител, Значи, не. имаш. Значи, мислам дека мислите на државното правобранителство. Да, значи тие вработени се во штрајк, односно таму веќе е во друга фаза на преговори моментално, односно таа група на вработени штрајкот го ставија во мирување моментално од средината на оваа недела и дадоа простор на диалогот, односно со првиот со државниот правобранител да изнајдат законска можност, односно да подготват колективен договор заеднички за да ги они го уважат нивното барање од 30% за зголемување на плата. 032-397-7, локал 104, тоа се наши телефони, можете и вие да почнете да се јавувате. Кој ќе ви речат преку леп барате погаче или преку погаче барате леп, што сам тие забелешки сте ги слушнале секојаш кога администрацијата ќе протестира, што сакаат сега, ништо не работат, а бараат пари. Јас не мислам така. Јас ќе кажам една друга информација. Вие потврдете ја дали е така. Според она што јас го имам како информација, многу често се распишуваат конкурси за институции, за министерствата, за вработување во државната администрација и на тие конкурси никој не се јавува, точно ли? Точно. Да, точно е, значи Се помал интерес. се помал, видете, интересот и ќе биде се помал доколку не се зголемат овие плати. Еве, најмалиот, помладиот референт во државната администрација кој сега влезе на работа, он ќе добија плата од 25.000 денари. За почетна плата, значи без искуство, со средно образование збориме тука, значи. Не се атрактивни. Инфлацијата и сите трошоци за живот од година во година, од месец во месец, се повеќе се зголемуваат. Ние немаме едноставно вработените едва и врзуваат крај со крај во тековниот месец. Замислете дека еве двајца вработени да работат на најмалата плата што ја примаат во државната администрација, па не може да ја надополнат една синдикална минимална кошничка. Не може месецот да го врзат крај со крај едно 4-члено семејство. Колку е синдикалната кошничка сега, таа е малку реформирана, малку е проширена и културен живот е ставен по примерот на Европа, така? Така е, Да, значи моментално таа изнесува, значи последните податоци со кои што располагам, изнесува 62.000 денари. Очекуваме во текот на наредниот недела да биде објавена синдикалната минимална кошничка Квартално се нивелира се. секој месечно, значи месечно Сојузот на синдикати на Македонија ја води оваа синдикална минимална кошничка
и се одат, се гледаат најнискиот износ на производите по маркетите и така се подготвува таа синдикална минимална кошничка. Ќе видиме како ќе биде во затекот на месец декември, со оглед што имавме нели новогодишна кошничка која што беше промовирана од страна на владата и се надевам дека ќе има некои измени. Во овој момент таа изнесува 62.000 денари. Според тоа што кажате вие како просеци, двајца вработени во Министерство за култура или во другите министерства што се со вас сега, ако се таму вработени, не можат да ја стигнат. А се со високо образование. Со високо образование. Да. Не можат да ја стигнат потрошувачката кошничка. Не. За жал. Ако се почетници, Со почетник. уште помалку. Еве ќе дадам свој виден коментар. Јас сум веќе 23 години во овој државен ресор. Ако порано беше привилегија и чест да се работи во највисокиот државен орган, значи Министерството и владата, како што проаѓа годините, оваа привилегија се повеќе и повеќе спласнуваше. За денеска да дојдеме, да кога ќе сакаме да донесеме млад, стручен кадар, едноставно не се сака воопшто да се разговара и да се прифати да се дојде да се работи во државна администрација. Едноставно А што би барал правник за 30.000? за 20 и Не, почетната? почетната е Добро. под 30.000 денари. Да не зборуваме за информатичар или некој стручен за авторски Така е, права, да. например. Ќе треба аутсорсинг да... Во моментот, пошто делот, еве вие што го спомнавте, авторското Тоа право е во рамките на ресорот, сектор. да, колегата ова година заминува во пензија и ние остануваме без соодветен кадар. Немате наследници? Немаме, за жал. Така Ние да, гледаме министрите и гледаме судиите, ама долу тие што работат, никој не ги гледа и исто и во правосудството така, обвинителството во судовите. И таму се Значи и таму таму имаме платите. исто, значи платите може за нијанса во однос на 2% се поголеми за разлика од за овие вработени за кои што разговараме денеска, меѓутоа Стручни соработници. да, значи меѓутоа и таму се соочуваме со недостиг на кадар. Не се јавува и во суд никој да работи. Никој не се јава. Значи платите се тука се. Значи се движат од 25.000 до 34.000 денари. Меѓутоа не се доволно атрактивни за младите луѓе да аплицираат на тие огласи. Огласите за жал во последно време нонстоп паѓаат. Никој не се пријавува на тие огласи. Не се Партиите имаат проблем сега. Па да, видете, Па не треба да биде така партиите има, значи треба на огласите да се јавува стручен кадар и да сака да биде. Порано они со тоа ќе те вработам таму, сега никој не им доаѓа затоа што не е заинтересиран. Ја вулгаризирам работата, ама партизацијата беше присутна, не можеме да Неспорен факт дека е тоа така било. Меѓутоа не треба да биде и треба да се јават најдобрите, меѓутоа платите и пазарот на трудот за жал сосема спротивното го предизвикуваат. Исто така можам да надополнам, ние имаме недостиг на луѓе значи во овие дејности. А имаме голема превработеност во оние јавни предпријатија и установи каде што платите се далеку поголеми од овие во државната администрација. На тие синдикат не им треба, или? Па некаде се синдикално организирани, некаде не се синдикално организирани. Меѓутоа сите целат да бидат вработени во тие сектори. И говориме за агенции, како што е МАНАВ, како што е така цивилна воздушна пловидба. Така АЕК. АЕК. Значи каде што платите се далеку поголеми од овие државните што ги земаат вработени. Тие си имаат баш колективни договори. Да. Тие имаат колективни договори. И некаде со законско Некаде законски се решени тие работи, меѓутоа Посебни закони. Да. да. Кој е решението? Ке зборуваме после рекламите и после слушателот кој што чека на линија. Зборуваме за синдикатот, за платите во администрацијата. Наши гости од ДУПОС, Бојан Трипуновски и од Министерството за култура, синдикат Маранко Костовски. Повелете 032 39
770 7397 локал 104. Стадион. Емисија за вашата вистина. 30 години традиција со врвен квалитет на бои за метал и дрво. Иркон бои за метал и дрво и не бери гајле, барбај до сабајле. Иркон Бои од Доверба. 45 години заедно со вас. Пекабеско. Джекпот Манија, супер шанса до 1 милион евра месечно. Да, добро слушна, до 1 милион евра месечно само на ВЛТ. Джекпот Манија на видеолотарија Казино с Австрија со супер понуда на джекпот добивки. Денес е твојот ден за забава. Играј и освој. Супер милионер, милионер или мини джекпот. Само еден е најдобар. Видеолотарија Казино с Австрија. Викенд на гушки во Истгейт Мол. Овој јануари е месец кога другаруваме со најмалите посетители. Дојди и уживај овој викенд во парадата на маскотите. А таму ќе те очекуваат и одлични изненадувања. Ти си центар. Без гајле, уште 45 дена. Земи до 200.000 денари и врати ја целата сума со 0% камата во грејс периодот до првата рата. Аплицирај на 15 020 или кредисимо.мк. Кредисимо, пари на време. Стадион. Емисија за вашата вистина. Овој лош коле во програма сте ме веќе, да. Бојан Трипуновски, УПОС, Бранко Косток за синдикат, Министерство за култура. Добар ден, ве слушам. Ало, добар Слушате ли ден. ја ме на линија? Ало, добар ден. Добар ден. Ало, Ве слушам. еве поздрав до тебе и до гостите. Од оваа страна сега е еден исто искусен синдикалец кој преговара за колективни договори, ама 96-та до 99-та во МВР, знаеш. И кога ги слушам вашите гости, прво се Па кажете им некој совет. У МВР, да. Чека полека, тек сега ја. Може, подобро ќе беше да ме викнеш и мене таму. Зашто ние имаме дебело искуство со натегање со влада околу колективен договор. Само не знам кој памти. Столе, морам да дадам еден увод, па да видат колку било тешко. Во 93-та година Фрчковски го укина тогашното наше право пензионирање со просек на последната година и ги укина полициското школо и факултетот за безбедност. И ние поминавме да одиме у пензија по редовниот закон, како сите останати во државата. Со тоа што одиме 10 години претходно, поради бенефицијат, одиме 10 години порано во пензија и нашиот целокупен стаж, пази, остварени приходи, се делат со 40, а не се делева со 30. И настана проблем, затоа што до тогаш не лажеме дека ради тие 20% што ги добиваме, ние мора да немаме право на ноќен труд, прековремена работа, работа во викенд, празник и сите останати, знаеш, она што го остваруваат по општиот закон другите. И после нашиот од помахите. А тоа е да го натераме Министерството да ни го признае правото за работа во викенд, ноќен труд, празник, па да не речем и значи сите додатоци како што па и да го вратиме ако можеме и она старото предвременото тоа е пензионирање со по властената група што бе онако. И имаме тешкоти. Знаете, ние ме зачудува, али не бевме поделени, како сега што ги гледам синдикати. За мене е несварливо, мислам неразбирливо, синдикати да бидат поделени, а сите се борат за едни исти права. Еви тоа го видов вчера, кога луѓе што глумат аналитичари или синдикалци, едноставно не се во групата. И како сакате државата да ве свати сериозно и да ве припати за разговор, кога тие влегуваат, гледате на мала врата во влада, а вие стоите и протестирате. И што се случи во нашата фаза на преговори за колективниот договор? Ние се трудиме како тако да добиеме колективен договор. Каде што беа вметнати овие наши барања, да се плати тоа, прифатено, и нормално и тоа дисциплинска одговорност и све останато, а нормално Министерството инсистираше да стави зарочна одредба, дека сето тоа од 70 и 71 ќе се применува по обезбедување на средства во буџетот. Ние тогаш
бевме една јака група и студијава Лазар Нанев од Кавадарци беше во председателството. Се мислеме дали да продолжиме со инатот, да не го прифаќаме или да прифатиме нешто, па после да водиме битката на друг план. Решимне да ризикуваме и го прифатимне, ја прифатимне понудата со таквата клаузула. Значи, завршни одредби, почеток на плаќање по обезбедување на средства од буџетот. Ама знаете веднаш што направивне? Кога го подпишаа колективниот договор, ние им почнавме со тужби. И они почнаа да дигаат рачна, почнаа да не притискаат да ги повлекуваме тужбите. И ја морам сега да јавно да признам дека проблемот го решиме со Павле Трајанов. Кога стана министер, човекот дојде и ни рече вака: луѓе, ако ние не го стиснеме судот, вие ќе не добиете. Јавно призна дека МВР ќе врши притисок во судот тужбите да паѓаат. И што искочи проблемот? Договор направивне. Ние да ги повлечеме тужбите, тие да почнат да плаќаат. Они почнат да плаќаат, ама нашите почнат да крадат. Старешините зборам. Ајде сега чаре како да го решиме проблемот. Ние како синдикалци, ние извршиме притисок, нашите старешини да се паметат. Значи околу пиштувањето. Тоа. Значи се додека вие не ми е разбирливо како сте можеле да дозволите поволна ситуација, поволен колективен договор, државата да ви го раскине. И што правите после тоа, господа? Чутевте. Зашто чутевте? Зашто не направите одмah штрајк? Протест ке ве молам. Па не може стекнато право така лесно да се предаде. Како што твrdите, државата немала пари, па нека нема пари државата, тој не е проблем, не е ваш. Меѓутоа стекнато право не може да се изгуби. Сега и кај нас, и после тоа настана циркузот со политизацијата на синдикатот, и јас се повлеков, пошто за мене синдикатот е една работа, политиката е друга работа, и слушам дека и таму веќе не цветаат розите во тоа, затоа што полно одредби се изменети во договори. Но, ја им препорачувам на вашите гости. Не можете вие да рушите главата со цит кога имате штрајк брекери во вашите редови. Каде ми се господата помаранџести и државни службеници да ве поддржат? Кои помаранџести? Да, па ја ги викам овие другите независните помаранџести. Затоа што основна боја е помаранџата на ранџастата боја. Па не видев се напред влада на какво пано беше напишени барањата, рекламата помаранџаста е. Значи, се додека има поделеност во работничките, помеѓу работниците, тешко ќе ви оди. Али ќе мора да работите тактички. Тоа е, да кажем, овие 30% што ги барате, ако сте зинати државата нема да ви ги даде. Ама ајде применете го нашиот право. Нека ви ги стават во колективниот договор. Па после тужите, правете. Знаете зашто? Во 2013 година дајте неколку МВР исплати оштета на полицајците само затоа што прикривала, не плаќала нешто што била должна да го плати по колективниот договор кога почнаа тужбите. Тие се тие 6 милиона евра што ги исплати МВР и што се уште ги плаќа и 13-та плата што плаќаат и сето останато. Тоа е затоа што они цело време глумеа дека со притисоци ќе го решат проблемот. Ја мислам дека се додека работниците во оваа држава, па и еве во државна управа не се обединат меѓу себе, се додека има многу политика, а ја гледам дека има премногу политика, тешко ќе ви оди, пријатели, тешко. Вие сте многу поделени. Благодарам за јавувањето. Другата линија, другиот слушател, ало. 032-397-707-397-727. Тоа се нашите телефони, лока 104. Дали го имаме вториот слушател? Ало? Поверете вие со одговорите. Имаше доста интересни. Штрајк брекери. Дај, други ќе ви кажат така. Многу малку, десетина излеговте, кај се други? Не им дозволуваат. Видете, некаде соочуваме со притисоци во одредени институции, каде што работените се плашат да излезат дури на протест. Не па да замислам да организираме штрајк. Ние како синдикат, затоа и оваа група на вработени, која што моментално излезе, која што представа повеќе од 3.500 вработени, сметам дека е респектабилна бројка за нас како синдикат. На слушателот сакам да посочам, нели, за колективниот кој што беше откажан. Во преодни завршни одредби ги искористија тогашните можности. Ние не можеме преку штрајк да видиме да
да го вратиме, односно тој колективен договор. Тоа покажува дека тогашната влада не гледала за сходно да тој колективен договор важи, каде што имаат предвидено поголеми права. Не, добро, слушателот рече да штрекувате, да тужите. Вие веќе не водите тужите збор. Имаме слушател да го почекаме. Ало. Повелете. Зборувајте. Јас мислам дека Добро, дали ме слушате? Ало, да, ве слушам. Ајде, повелете. Треба да нема колективни договори, неко законот за работни односи да предвидува исти права за сите вработени без разлика во приватен и државен сектор. Значи, да се уреди во законот за работни односи, а да не постојат колективни договори и таму да биде внесено се. Значи, по закон да биде. Не знам такво нешто дали има во свет. Нема потреба. Значи, сите права и обврски на работодавацот треба да бидат внесени во законот за работни односи и да не постојат повеќе колективни договори. И сето да биде наведено со исти права и обврски за секој вработен во оваа држава. Така да сите ќе бидеме еднакви, а не со некакви колективни договори по некои гранки, стопански, вакви, нестопански, не знам какви. Значи, мојот предлог е да се укинат сите колективни договори и да се донесе нов закон за работни односи и да се предвиди за сите вработени во оваа држава исти права и обврски. Добро, благодарам. Пријатно. Дајте друг слушател. Аз се исклучам. Ајде, повелете сега. Видовме, ние ги викаме жолти синдикати, оние кои што се обидуваат на некој начин да не се приклучат кон нашите барања. Сепак, секој си има место како ќе ги застапува вработените и ние вчера како синдикат официјално доставивме барање до владата, до председателот на владата да одржиме на средба. Сепак му даваме шанса на диалогот. Ние диалогот и претходно го водевме со ресорните министри. Значи, овие прашања сепак сметам дека се однесуваат на министрите. Диалогот е отпочнат, не е туку така да се оди на протест одеднаш. Еве да кажем, јас кај нас во Министерството ние имаме поддршка од нашиот ресорен министар. А Љутко ве поддржува? Да, значи ние во тој дел немаме никаков проблем, он не поддржува во остварувањето на, меѓутоа проблемот е, значи секојаш е финансискиот проблем. Да се обезбедат средствата во буџетот. Министерката Гордана треба да даде. Апсолутно, значи за да може министерот за култура да го потпише колективниот поединечен за министерството, првим владата мора да му даде согласност, а за да му даде согласност мора министерот за финансии да даде позитивно мислење за потпишување и да каже дека средствата во буџетот се обезбедени за барањето на министерството да го потпише колективниот договор. Добар ден. Ден. Повелете. Сакам да ги прашам дали може малку интерактивно да разговараме со гостите. Интерактивно? Да, што? Ајде слободно, сакате да ги прашате и да ви дадат одговора. Да, и да ме оставите па јас да кажам. Ова е што образование гостите. Како? Што образование имаат гостите завршено? Високо. Не знам дали слушна Коштовски правник. Добро. Исто правник и Трипуновски. Па зошто не од во правниот сектор? Еве јас сум правник, па работев, да речеме, на споре, на железница, што тако рече. Во царина со 25 години ме пратија онакво. Значи, администрацијата сега не е популарна. Овие мерки не се за да правосуде нека положат, нека одат во некоја невладина организација, или државна невладина, не тие на Сорос. Во борба против... Како може да биде државна невладина? Тоа е владина. Не, знаеш, и секторот за невладини го покри Сорос. И работи против државата, против македонскиот народ, конкретно, и против другите народи. Ја не мислам така. Значи, чекај, оставиме столе, молим те, брате. Ајде, да. Битни работи се овие. Значи, дрогата цвета на сите страни. Државна невладина, па нека биде администрација, ама
не во склопот на семата, да речеме, на МВР, пошто немаат никакви успеси. Борбата со дрогата е нула, борбата со комарот е нула, борбата со белата смрт, односно наталитетот е нула. Иначе, администрацијата не е популарна. Како да... Значи, што ги советувате вие, двајцата гости? Да избегаат од култура и од синдикат, да си одат кај што има повеќе пари, а имат школа за тоа, и да се откажат од борбата за повисоки плати и подобри услови за работа на администрацијата. Чекај, значи, не го минимизирај моето становиште. Значи, тука државата треба да им помогне во однос, да речеме, да се префрлат во друг сектор, па врска со право. Разбираш? Значи, ако е право, ама правници сега веќе не се популарни, бате, работа све и сваста. Па луѓе со се и чекај да кажам некои други битни работи. Викаш ти дека во општините се советниците се спаѓаат во истова администрација. За мене не треба да, по моје мислење, илјадници советници што направија за бандери, за сијарици, за канализации, за тоари, треба 20 советника. Не, советниците не се вработени. Тоа е избори веќе, тоа е друга работа. Зборува за администрацијата, за вработените во локалните самоуправи. Да се разбереме. Значи правник, ама со реформски и перспективни дипломиран правник. Колега, ајде јас ќе ви дадам одговор. Вие кажувате дека треба да имаме правосуден и да се доусовршуваме. Јас може да ви кажам, нека сум дипломиран правник со магистарски завршено постдипломски, со положен и правосуден и нотарски испит. Не е точно дека не треба да има правници во државната администрација, затоа што во делот на креирањето на политиките и носењето на одлуки, апсолутно 90% од работите во министерствата се правни и од сферата на економијата. Невозможно е да вие како што кажувате треба да излеземе и да го бараме нели нашата работа во на друго место. Не се согласувам нели со вашиот коментар, ако сметате поинаку, дајте ми образложение. Добро, ајде. Чекај, дај да кажам сега јас. Дозволи. Ајде кажи. Значи, види, може да отвори адвокатска канцеларија, тоа е приватен. И овој што сега да го кажам... Ја ќе се обидам да ви одговорам. Малку сте контрадикторен, се секам дека слушатели во оваа емисија ги осудувале министерствата и државните институции затоа што ангажирале адвокати, аутсорсинг од надвор и давале големи паушали, големи пари се одлевале од министерствата за адвокатски услуги, а тоа можеле правниците кои што имале правосуден испит да го прават во институциите што се вработени. Добре, сега ти кажам. Значи... А сега зборувате друго. Значи, правниците да си одат од администрација и секоја институција, министерство да се ангажира адвокатска канцеларија. Ама ембарго ми правиш да се доискажам. Чекај, брате мили. Значи, прво ај отиднем, може да ми скучиш, Бог да стива сега, да завршам со овој предходно што се врши. Ноќен труд. Абе ти се пријавиш во полиција за денски труд. Ми тоа спаѓа во платата, во бодовите, бе. Или, ако е прековремено, да. Ако е прековремено. Ако работи, да речеме, стандардно денска ноќка, тоа не треба да му се смета ноќен труд. Како празник кај нас има... Ноќе повеќе има немири, повеќе се тепат, повеќе има... Бодови. Да. И што сега ноќен труд се жалат полицајците најголема пензија имат, а другата се рашиди како лебот. Имат пензија, имат 1000 евро имат пензија. Како? Имат по 1000 евро имат пензија. Да, и личи ли на нешто тоа? И сега на него 2500 ќе му ја качат. Па добро, посебна служба е тоа. Чек. Јас сум посебна служба, бев царник, да се разбереме. Значи, на некој му е пензијата, викаш ти 60.000, 2500 му ја качија, и над некој што му е 12.000, 20, 5.500 му ја качија. Тоа е изживljavање, бе. Па дури овој министр, не знам кај беше на телевизија, на него процентално му е помалку, а нови што се помало, значи ова што ја да се изел
јагне да му даеш на него и на него едно сендвиче, новошичено, лепче и две кебапчина и на него да му даеш исто. Значи, тоа власта тука го сгреши многу. Го сгреши со пензиите, со икаци, предходната грешеше со... Добро, имате ли прашање конкретно? Еве, ве пуштив полого време да зборувате. Имате ли прашање па да завршувам? Како мислат луѓево да се намали администрацијата ако така ни качуваат платите? Ајде видам. 130.000. Аха, сега вие се плашите ако ги зголемат платите, дека не... Ке се зголеми и бројот на административците. Добро, тоа е... Ама не стоја така, работите. Добро е вака да разговараме цело време. Администрацијата, еве, како што слушнате пред малку, нема веќе интерес за вработување во администрација. Нема, како да не. И сега да им ги качиме да има интерес, да ја направиме секој втора администрација. Нема врска. Треба да биде на минимум ова, по заслуги. Да не се качува. Што сработија овие двајца, бе? Ајде да видам. До сега што успеа. И како, еве, Костовски, се преку него оде таму. Решение, сите институции се под него. А сите тие во институциите взимаат многу повисоки плати од него. Ајде нека кажи што конкретно се преку него. Преку Господ. Што сработи конкретно, бе, која задача успеа во животот таму да сработи? Еве конкретно прашање, конкретен одговор ќе добиете и еве уште еден слушател. Добар ден, повелете. Добро е вака малку да се раздвижат работи. Ало, ве слушам. 032-397-707. Ве слушам. Ало, се слушаме? Да, повелете. Мислам, јас се јавувам повторно, сакам да ми дадат одговор гостите. Дали е подобро да се укинат сите колективни договори во оваа држава и да се сето внеси во законот за работни односи со нов закон и да нема колективни договори. И секогаш да се бориме да се спроведува законот за работни односи. Добро, тоа го прашавте. Да бидат еднакви без разлика во кој сектор. Значи, тука да ми дадат одговор и да ми дадат одговор уште едно. Зошто има огромна разлика на платите во оваа држава? Јас работам во една државна институција каде со висока стручна спрема македонски шуми работам, земам 29.500. Дали е то плата за дипломиран шумарски инженер, а еден судија зема 2.000 евра без минат труд во основен суд. Тоа е во Министерство за правда, а јас сум под владата. Каква разлика има меѓу мене и него? И тој е со факултет и јас со факултет. Тој 2.000 евра без минат труд. Са, судиите се друга фела, немојте да ги... Значи, не ги гледате другите плати, гледате ги вашите плати. Како се покачат вашите плати? Затоа што ако го прашате судијата, па ќе ви изнареди милион други работи, зошто треба плата да умине 5.000 евра, а не 2.000 евра. Ама може ли да го... има само 2% доверба и 1% тија воопшто... И тоа се согласувам, треба механизми да се казнуваат, да се менуваат. Благодарам. Реклами, па се враќаме со нови слушатели да им даеме повеќе простор на гостите, Бранко Костовски и Бојан Трипуновски. Стадион. Емисија за вашата вистина. Да бидеме сигурни и здрави. Да растеме заедно, безгрижни секој ден. Најдоброто за најблиските. Евролинк, приватно здравствено осигурување. На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот Инстант Лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом. Кога метал фарбаме, на едно нешто мислиме, се да биде добро, фино, квалитетно. 3 по 1 боја кул и на крајот се е фул. Сите велат дека изфарбано е перфектно. Кул 3 по 1 боја за метал го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја со еден премаз. Имате 3-кратно дејство. Кул 3 по 1. Невена колор. Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
Вечер од Алкалоид. Стадион. Емисија за вашата вистина. Добар ден, повелете за уште еден слушател. Доколку е се уште на линија. 032-397 397-707 397-727 локал 104. Костовски, што работевте вие? Што сработивте до сега? Ајде да му дадам одговор на колегата. Што сте толку питен? Значи, За да не заминете и да си работи така. Од мојот професионален и ангажман и искуство се состои тоа што како сум почнал како помлад соработник во Министерството во 2002 година и со текот на времето, остарана на постарите, нели, тогашни колеги, сум добил искуство и знаење и сум и учествувал и работел како во делот на нормативата, така во делот на управните работи, за да дојдам во моментот до највисокото ниво, што е во раководната Државен советник? Не, раководител на сектор, веќе 16 години, првично на еден од посложените и одговорни сектори за јавни набавки, бев раководител, а сега сум на општи работи. Така да позади мојот професионален ангажман имам, може слободно колегата да се јави во Министерството кај било кој вработен и да го добие одговорот за дали нешто сум сработил или не. Добро, штом 16 години сте биле раководител, значи не ве менувале или не го дозволува и законот така лесно да се менуваат сега министрите. Вие сте ги фатиле Ганка Самилова Цветанова. Да, овој вработен во периодот на колку министри? Тога, значи во моментот постојниот министар ми е 11-ти. 11-ти министар. 11-ти министар, така да позади себе имам доволно искуство и знаење, не секогаш сум бил прифатен со кога е побарано од мене да дадам одговори и решенија, секогаш сум имал, нели, и кога ќе го дадеме она што не треба да го не сака да го слушне другата страна, не сум бил соодветно прифатен, меѓутоа секогаш сум бил почитуван и законски како што треба да биде. Така да и сум бил никогаш не сум имал во смисол проблеми во тој дел, меѓутоа, нели, секогаш не можеме да го дадеме она што другата страна сака да го добие, мора да се почитуваат законските норми и правила. Јас би одговорил на слушателот што се јави по втор пат, нели, во однос на потпишување на колективни договори или кратење на исти, да нема. Јас не би се согласил тука со слушателот. Колективното договарање е една кулминација на преговори синдикат со работодавач. Ние внатре во тие колективни договори можеме да предвидиме доста работи кои што ќе се подобрат и условите за работа на вработените, ќе се подигнат нивните месечни примања, така да колективните договори треба да бидат една кулминација во тие преговори работодавач со синдикати. Во минатите години можам да кажам дека со склучување на општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор, вработените добија зголемување на плата од 10% во 2023 година. Во 2022 мојот синдикат, нашиот синдикат, тоест синдикатот на УПОС го склучи гранскиот колективен договор за вработени во државна администрација, каде што беше предвиден регрес за годишен одмор од најмалце 9000 денари. Тоа не го уживаат сите вработени во јавниот сектор. Така да сметам дека ова одговори на прашањето што сте сработиле. Така, да, значи сакам да кажам, колективното договарање е уставна категорија, треба да знае колегата. Така да тоа е устав предвидено и он прелагаше демек се да биде пропишано со закон, неспорно, меѓутоа со колективен договор се зголемуваат законски доуредените права. Значи плюс да можеш да ги зголемиш. Законот е рамка само. Така, да, дава рамка, исто го слушнав дека работи во македонски шуми. Ние во Сојузот на синдикати на Македонија имаме грански синдикат кој што ги застапува вработените во шумите, тоа е синдикатот за градежништво.
Така да го повикувам доколку не е член да се зашени во тој синдикат и Има проблем, има луѓе што не се членови. Апсолутно, значи членувањето е добро. 6% се членови. Не можам да кажам значи во точна бројка колку во процент се синдикално организирани затоа што Затоа што вие преговарате ќе добијат и тие што не се членови, тие што се членови. Ева во Министерството сме 125 вработени, од нив 93 тројца сме членови на синдикатот. Значи негде околу 80% од вработените сме членови на синдикатот. Видете, ние сме единствен репрезентативен синдикат во управата и правосудството. Сметам дека и во минатото сме биле препознаени и сега сме препознаени како синдикат кој што се грижи за вработените во управата и правосудството. И секојдневно се повеќе вработени не препознават и се приклучуваат кон синдикатот и само така ние можеме да покажеме грижа кон нашите членови која што ја покажуваме впрочем и годините наназад. Како ќе одговорите на следната констатација за вас? Изминатите 20 на години, не 20 на туку сите тие години 32-3 независност, секоја партија си имаше синдикат како доаѓаше на власт, само работниците немаат синдикат. Ке дојде ВМРО, ќе го освои синдикатот. Ке дојде СДСМ, ќе го освои синдикатот. Иако по-иманентно и историски, и суштински, и природно е, заради барањата, заради социјалната правда, синдикатите да бидат поблиски до левите, до социјалдемократските опции. Видете, синдикатот секогаш треба да биде на другата страна. Во последна недела се слушнавме и од двете страни дека сме делувале политички. Напротив, што не е точно. Да. И ќе го уклучим и заменикот министер за министрот. Синдикатот секогаш, значи јас морам за синдикатот НУПОС ги застапувал исклучиво барањата на своите членови. Никогаш не се застапувани политички барања во синдикатот. Синдикатот исклучиво делува синдикално и размислува синдикално. Секогаш ќе бидат на прво место своите членови и сите овие незадоволства кои што во овој период се јавуваат се резултат на членовите, односно гледаат што се случува со одредени други државни институции и тие ги бараат истите права да ги уживаат и они. Значи оваа борба е единствено од материјален аспект. Значи нема никаква политичка позадина. Верувајте, затоа што овие барања ги баравме и претходно и сега. Во континуитет. Синдикатот НУПОС, јас можам да кажам во последниве 3 до 4 години има организирано повеќе од 20 протести. Има организирано дури и 2 штрајка во јавното ивонителство и во судовите. Така да не можеме да кажеме дека синдикатот е политички инструиран. Напротив, само се грижи за правата на своите членови, односно да добијат нешто кое што им следува. Се протестира период од 11 до 11:30, половина час. Локациите се менуваат секој ден, веќе 4 дена. Пред финанси, заради тоа што таму вработените се дискриминирани во однос на нивните колеги од службата за општи заеднички работи на владата, Генералниот секретаријат, Министерството за здравство, образование и финанси кои добија плюс 30%. Тоа се од понеделник како ќе продолжи. Значи, видете, вчера официјално се обративме со барање за средба до претседателот на владата. Во текот на вчерашниот ден видовме дека повраќање на претседателот на владата од посетата која што има во САД ќе не прими, ќе разговара. Тоа е интересно, сега излезе бугарски медиум дека по маркетинг компанија го има покането, дека е приватна поканата, дека не е дел од официјалното, не е битно како и да е. Битно е дека само оние тука од овие балкански. Значи ние бараме да оствариме средба со него и очекуваме значи повраќањето да оствариме средба и да заеднички изнајдеме начин да и оваа група на вработени го добие она што го бара. Така да очекувам дека по диалогот ќе вроди со плод.
Го повикавте Мицковски од близко да се запознае со барањата на работниците, а на Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска и побара синдикалците да го одврди кесето. Може ли ова да кулминира со штрајк? Доколку тоа членовите го барат и овие преговори не вродат со плод, ќе се одржи состанок со сите председатели на синдикални организации и ќе се договори на тамошната динамика на искажување на работот. Не можеме ние, тоест како раководство, да одлучиме во која насока ќе се движат работите. Владата рече дека штрајкот е незаконски. Ова не е штрајк. Значи, ова не е штрајк, ова е протест. И треба да се прави разлика помеѓу штрајк и протест. Штрајкот е уставна категорија и протестот е уставна категорија. Значи, штрајкот е дозаконски регулиран со Законот за работни односи, со поединечни други закони, каде што е пропишано и со колективни договори начинот на одвивање на штрајкот. Првично се одвиваат во 15 дена разговори, од кога ќе се донесе одлука дека ќе се пристапи кон штрајк, се дава временски период од 15 дена, каде што од една страна представниците на синдикатот, од другата страна представниците на работодавачот ги уште еднашка ги се прави онај временски договарање дали ќе може да се излезе од проблемот и доколку не се најде решение, мора согласно закон да се договорат одредени работи кои што сепак мора да продолжат и за време на штрајк, да се минимум одвиваат. Во сето друго се става во мерување. Видете, штрајкот, ако беше штрајк, тој ќе биде протест. Значи, ова е 30 минутно за времето на пауза, го изразуваме нашето незадоволство од неравноправноста кое што се системски дозволи да одредени министерства го добијат додатокот од 30%, а другите министерства не. Значи, се направи еден баланс на битни и небитни министерства, да има поважни и помалку важни. Секоја планина има своја тежина. Значи, и ние како министерство, како ресор, имаме своји задачи и делокруг на обврски, кои што секојдневно ги извршуваме. И истовремено, како јас на моја позиција, има и колегата во финансии и на исто работно место, не може да се дозволи разлика од тој да зема 30% повисока плата. Да, додатокот кој што го добива. Се надоврзал на Бранко, значи, видете, доколку беше ова штрајк, тој ќе беше на работните места. Немаше истиот да се одвива пред самите институции. Но видовме во владата посезда некој лошо советува, односно сака да доведе до забуна во јавноста, каде што не разликува што е протеста, што е штрајк во овој момент. Чекорите на штрајкот, како што кажа Бранко, се обратниот е на протестот, така да доколку тоа го побараат членовите и се договориме во однос кој ќе имаме ние состаноци со органите и телата на синдикатот, тоа и ќе го направи. Јас сум секогаш за диалог и за наоѓање на решение. Штрајкот е последната одлука, последниот механизам законски дозволен. Меѓутоа, ја сум секогаш убеден дека за било што за се има решение. Какви тужби ќе пуштате? Видете, тужбите би следеле, значи, доколку не се изнаде некое решение. Тужби ќе би се синдикатот за делот на дискриминација во однос на одредени права кои што ги имаат вработените во едни месеци, во другите ги немаат. Така да ќе даваме шанса на диалогот, а понатаму ќе видиме кои чекори ќе ги преземеме како синдикат. Лесна работа. Две министерства клучни за вашите барања и двете се од кај Максим Димитриевски, знам. И Правда Филков е од знам министер и Минчев е од знам. Имате ли средби со нив? Значи вака, во средата имавме средба со разумниот министер Минчев за администрација, каде што разговаравме за новиот предлог закон за вработени во јавен сектор и предлог закон за административни службеници. Имавме средби, разговаравме за прашања кои што се актуелни во овој момент, со оглед што се подготвува нов закон за административни службеници. Тоа е за да се надмине тоа со укинувањето на балансерот?
Не. Значи, ова е закон за административни, каде што во тој закон се редуваат правата и врските на вработените, односно се предвидуваат плати, вработување, дисциплински постапки и така натаму напредување. Овие три закони што во моментот одат на ЕНЕР и за кои што се организирани во изминатите месеци дебата е дел од реформските процеси кои што Република Македонија е задолжена да ги спроведи во делот на јавната администрација. Значи да се донесат нови закони каде што уште повеќе ќе се професионално уреди начинот на јавната администрација. Тој во насока на заштита, да не може било која партија да дојде да... Значи, идните вработувања да бидат засновани на знаење, стручност и професионалност. Цврсти критериуми. Да, со по зајакнати критериуми. Тоа е законот за работни односи, тоа е таму работи. Законот за работните односи моментално е во некоја работна верзија беше, меѓутоа се уште го нема видено светлото на денот, така да очекуваме дека ќе отпочнат повторно преговори за подготовка на нов закон за кој што ве вклучува и вас синдикатот. Значи ние со социјален партнер, односно Сојузот на синдикатите Македонија учествува во подготовка на новиот закон за работни односи, така да ние како членка, односно синдикатот НУПОС членка на Сојузот на синдикатите на Македонија, активно придонесува со своји коментари и забелешки во однос. Што рече Минчевца ако сретнавте за барањето? За протестите кои што ги одржуваме, значи министерот посочи дека треба да има зголемување на платите, дека констатирано е дека платите се мали. Меѓутоа треба заеднички да изнајдеме некое решение кое што ќе биде прифатливо за двете страни и да буџетот кој што секој го дозволува. Видете, ние кои ги поднесувавме овие колективни договори беа пред усвојување на буџетот за 2025 година. Значи ова е пред буџетот. Значи ова е значи ова веќе во септември и во октомври да се имплементираат, односно да се предвидат средства за оваа тековна година. Затоа и револтот е се поголем. Проблемот во месец ноември се дозволи за вработените во Генералниот секретаријат при владата и во службата за општи заеднички работи да се потпишат колективни поединечни договори каде што се превиде овој додаток од 30%, а додека за сите нас 6 министерства не. И тука настана таа неравноправност помеѓу и истите и во влада, и во СОЗР, и во министерството да извршуваме исти работни задачи. А докаде работите со тој закон што го зборуваше и претходната влада и сега? Системски. За да се избалансираат. Тоа е и критериуми и во да нема законот за плати. Затоа што сега велите овој систем го дозволува тој, односно го продуцира дисбаланс. Сегашната опозиција, тогашна власт се обиде на еден чуден начин да го донесе тој закон за плати. Како синдикати се спротивставивме на истиот затоа што немаше да доведе до рамноправни плати за сите, односно работа во различни институции, на исти позиции да имаат исти плати. Беше копирано од некој закон за плати, меѓутоа сметам дека најпрвин треба да се отпочне со законот за високо раководна служба, каде што сите носители на функции, односно избор на директори и така натаму ќе биде професионален. Нема да биде со промена на политичка власт да секој си донесе свој директор, односно институциите да бидат професионалци, односно раководните лица да ја извршуваат својата работа професионално. Од тука кога ќе почнеме па надоле можеме да разговараме за закон за плати и на крај би дошле овие закони за административни службеници каде што би можеме да предвидиме повеќе, така да... Значи, веќе сме дојдени до следниот блок реклами, а после тоа, режија, побарајте го заменик министрот за економија и труд Маријан Ристевски. Стадион. Емисија за вашата вистина. Без гајле, уште 45 дена. Земи до 200.000 денари и врати ја целата сума со 0% камата во грејс периодот до првата рата. Аплицирај на 15 020 или кредисимо.мк. Кредисимо, пари на време.
Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите. Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од 7 Ford Focus Titanium или еден од 7 Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни. Купувам поволно, што сакам, кога сакам, колку сакам. Во мојот ДМ уживам во релаксирано пазарување секој ден, благодарение на секогаш поволните цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Стадион. Емисија за вашата вистина. Време понатаму, режија која ќе воспоставите контакт со заменикот министер за економија, Столете ми Амер. Вие да ми кажете, тука имаме прашање, зошто се жалите толку? На линија е, да. Господин Ристевски, дали се слушаме? Се слушаме, Столе. Да, добар ден, поздрав. Еве, дали ве слушаат само тука. На твојата емисија, позната на далеко низ Македонија. Повелете, еве, 10 минути, тука се синдикалците, бараат средба во владата. Мене ме интересира, зарем немате средби во таа, како се вика, тој институт економско-социјален совет, таму нели ги разговарате овие работи? Гости ви се синдикалците, јас да ги поздравам. Да, Бојан Трипуновски и Бранко Костовски. Да ги поздравите. Видете, ние имаме како влада овие 6 месеци имаме еден доста транспарентен однос со сите институции, вклучувајќи ги и синдикатите, а посебно и ние како Министерство за економија и труд, бидејќи трудот е и нова надлежност, нова министерство, знаете сите, со трансформацијата на министерствата, секторот труд припадна на Министерство за економија и сега не е Министерство за економија, туку е Министерство за економија и труд, што значи по дефолт ние треба да имаме соработка со бизнис секторот, нормално и со застапниците на правата на работниците, вработените, тоа се синдикатите во Македонија. И во претходниот период навистина имаме остварено голем број на средби со синдикатите, вклучувајќи ги тука со ПСОМ, тука се исто така КСС, меѓутоа интензивни секако средби имавме претходниот период и со ССМ, односно УПОС како дел од ССМ во сета ова ситуација. Да. Рековте како влада дека се малициозни, дека се политизирани, платите треба да се зголемат, ама треба да се создадат услови за тоа. Видете, јас пред се преферирам социјален диалог и искористување на сите оние демократски инструменти, а тоа се разговори, преговори, а најдобра маса за седнување и разговарање секако е економско-социјалниот совет, кој што е формиран уште од 2010 година, каде што имаме представници покрај на синдикатот, на работодавачите и секако владата на Република Македонија, во која председаваче Министерството за економија и труд, односно министерот господинот Дурмиши. Имавме 2 средби до сега и она што го ветивме е дека секој месец ќе имаме плодни средби со доста добри теми и прашања на кои треба да се разговара еднаш месечно на тие економско-социјални совети. Разговаравме за голем број на прашања на претходните 2 седмици на економско-социјалниот совет, така да очекуваме се она што е барање како синдикати, како УПОС, да биде поставено на наредниот економско-социјален совет, да не се преферира претходно пред да бидат искористени овие, да речам, демократски инструменти, да се преферира на ние преферираме значи диалог наместо рестриктивни и избрзани мерки како протести, штрајки,
слично како што се случуваше претходниве денови. Сепак треба да се седне на маса и да се носи рационално решение во однос на зголемувањето на платите во јавната администрација. Не порекнуваме ние дека платите се ниски. Знаеме кој е дел од администрацијата, навистина има одредени институции и министерства каде што платите се подниски во однос на други институции и на некој начин не со подействуваат со денешните економски услови платите што ги земат нормално вработените, и тоа е направено со едно хаотично делување во претходниот период и од, да речам, претходната влада, така да денес имаме институции и министерства каде што земат плата по законот за работни односи, имат неодредени институции и министерства каде што земат плата по колективни договори кои биле претходно подпишани, по одлуки, правилници, и е направен тотален хаос. Така да, ете, ќе ви потврдат и синдикатите, со едно такво хаотично несување и нерационално, неаналитичко носење на колективни договори, пред себе рекол политикарско однесување во претходниот период, сме доведени во една ваква ситуација, кога имаме вработени на исти позиции во различни институции или министерства да земат различни плати, и тој износ да изнесува неколку илјади денари повеќе во однос на оние кои што се обесправени. Едни од таквите се и нашето министерство, Министерството за економија и труд, а од друга страна пак имаме навистина носење во претходниот период колективни договори кои што на одредени министерства кои немале ни одобрени од Министерството за финансии или институции, што навистина е потполно недозволиво, не содействува со економската прилика на тие институции. Е направен тотален хаос, еден тотален дисбаланс во рамките на платите на јавната администрација, што денеска навистина еден од новите предизвици. Нова влада ќе биде секако средуе на тој дисбаланс, хармонизирање и воедначување на платите на вработените по исти позиции во различни институции. Да биде, како да кажам, иронијата уште поголема, имаме дури и на исти позиции во исти институции на вработени да земат различни плати со колектив. Во исти институции? Да, дури и во иста институција на исти позиции различни плати. Прашајте ги од синдикатот, ќе ви го потврдат исто. Да, го потврдуваат, подоцна ќе го... Еден тотален хаос и треба да седнеме да разговараме. Економско-социјалниот совет е една од добрите прилики и како што имам информација, премиерот господинот Христијан Мицковски веднаш по враќањето ќе биде нормално на официјална посета на Соединетите Американски држави, овој период е актуелно, ќе ги прими представниците на синдикатот подошно упос и ќе се дискутира за изнаоѓање на соодветно решение кое би било од полза на работниците и исполнување на нивните права. Значи, ние сме отворени и транспарентни за соработка. Исто така, залагањето на да напоменам, стремежот нова влада е да се изнајде соодветно и рационално решение, аналитички издржано и економски издржано во насока на подигање на стандардот на работниците во јавната администрација, општо на работниците во Република Македонија спрема буџетските можности на институциите и комплетно буџетот во Република Македонија. Вашата претходничка во областа на трудот, Тренчевска, распали по власта. Зошто ви е толку голем буџет? Зголемете ги платите на вработените. Власта на Мицковски го има најголемиот буџет во историјата од 6 милиарди евра, а не ги покачува платите на работниците во јавниот сектор. Многу добро кажано од господја Тренчевска, ама од аспект на опозиција, кога бе опозиција и не слушавме многу такви работи од страна на господја Тренчевска. Односно, тие се фалат со некој зголемување на плати, меѓутоа од оние анализи кои ги имаме правено, ги правевме, ги чувствуваа граѓаните по својот джеб. Ние вистина имавме некој зголемување на плати, меѓутоа имавме во услови на најголема инфлација, рекордна инфлација во Европа и на Балканот. Ние имавме во времето на Тренчевска инфлација во државата квартално и 19-20%. Сега инфлацијата
е на нормално ниво 3,5%. Имавме во времето на Транческа исто така подпишуване на овие незаконски колективни договори кои го направиат тој хаос денес со платите пред се во јавната администрација, а посебно да напоменам дека не е целта да се зголемат платите, инфлацијата доби нагоре. Бидејќи во мино време имало периоди кога платата растела, на пример, карикирам 10%, цените на производите растеле 30-40 па и повеќе посто. Која е целта и логиката? Затоа треба да се најде еден балансиран однос на пораст на платите во иднина и минималната плата. За сега минималните плати се зголемуваат спрема нормално законските можности, спрема законот. Има закон за минимална плата во Република Македонија кој што вели 50% од порастот на просечна исплатена нето плата во Република Македонија. За претходната година, според податоците на Државниот завод за статистика, тоа е една од работите која се зема во пресметката, и 50% од порастот на индексот на трошоци на живот, односно инфлација за претходниот период, исто така спрема Државниот завод за статистика, и во законот е добро пропишано каде што вели дека не може да биде пониска минималната плата од 57% од висината на просечната исплатена плата во претходната година. И тоа е законската регулатива за пресметување на минималната плата. Према ова законска регулатива која е донесена од 2010 година, каде што се согласиле нормално синдикатите, се согласили и бизнис секторот и сите чинители во тој економско-социјален совет. Во март месец треба да очекуваме порамнување на платите, каде што би се зголемила минималната плата спрема сегашните проценти 1800 до 2000 денари. Преседски, ајде кратко за Кошничката и самите вие како власт признавте дека недоволно се почитувала. И за законот за нефер трговски практики, каде што трговците реагираат, не се согласуваат со одредени одредби. Видете, пред да ви одговорам на овие две прашања, само да заокружам дека сепак ние сме транспарентни и доколку треба одреден законски промени околу минималната плата, околу просечната плата, зголемување и така натаму, зголемување на животниот стандард, меѓутоа одржување на инфлацијата на едно стабилно ниво, а исто така и да овозможиме економски раст на државата секако во нареден период, треба тука да се вклучи и продуктивноста на трудот. Ние сме спремни во секој момент да разговараме со синдикатите преку еден широк, отворен и прифатлив диалог за сите, а тоа е економско-социјалниот совет. Во однос на Кошничките кои беа направени во претходниот период, исто така беа со цел да се подобри животниот стандард на граѓаните. Имавме неколку сети на Кошнички во текот на претходниот период и минатата година. Таква беше училишната Кошничка, каде што имавме ограничување на оперативната профитна маржа, имавме есенска Кошничка на основни прехранбени производи, каде што имаше ограничување на профитната маржа на производите до 10%, и најновата новогодишна Кошничка, која беше многу поразлична од претходните и од замрзнувањето на цени во времето на СДСМ, која е направена огромна штета и по стандардот на граѓаните, меѓутоа и по економијата, односно бизнисот на одредени компании, се направени одредени штети со едни недобри аналитички мерки за мрзнување на цени направени во претходниот период. Ние овозможивме еве сега да го слушнеме и да видиме бизнис секторот со продуцирање на ваква акција која произлегува од нивна страна, односно со намалување на цените на производите најмалку 10%, кои ги понудија тие како општествено одговорни компании да придонесеме во заштита на одредени средства во новогодишниот период. Увидовме на почетокот од новогодишната Кошничка, која што се продуцира од самиот бизнис сектор, да напоменам, тоа не беше нити одлука на влада, нити мерка на влада, него беше чисто општествено одговорна мерка, односно акција на бизнис секторот. Увидовме дека покрај оние производи за 1170 кои беа ставени во Кошничката, не беа опфатени од нивна страна производи кои што се
берзански производи, како што се, да речам, кафето, какаото, маслото, путерот, одредени млечни производи, месни производи и така, месни производи, месни и така натаму. И после повторниот апел и повик од страна на премиерот и Министерството за економија и труд, доколку не ги намалат цените на тие производи, ќе следува мерки и одлука, беа внесени и дополнителни во таа обштествена одговорна акција производи, тоа беа 20-30 производи, кои што ја зголемија можноста на веганите да заштедат повеќе средства во овој период, во Нова година и околу празници, кои што ги има доста во овој период и трошоците се зголемени. Од она што беше како новогодишна кошничка, како обштествено одговорна мерка и акција, да повторам, на бизнес секторот, не акција и мерка на владата, ние ги гледаме сите позитивни и негативни страни, да наредната кошничка, тука секако си синдикатите, голема благодарност до нив, тука е и нормално и ССМ, кои што ги пратеа цените, сугерираа на сето и ќе ги прифатиме сите оние сугестии што ги има и од граѓаните и од синдикатите, наредната кошничка да биде на вистина многу подобра, многу поекспедитивна и со многу поголема заштеда на граѓаните, односно заштитување на нивниот животен стандард. Меѓутоа, најголема, како да кажам, како влада, најголема придобивка или најголеми очекувања имаме ова година секако од имплементацијата комплетна на законот за нефер трговски практики. Да напоменам, овој закон прв пат се проведува таков вид во историјата на Република Македонија. Тука законот за нефер трговски практики не ги ограничува цените на производите, меѓутоа го уредува за прв пат односот помеѓу производителите и добавувачите и трговците на мало и големо. Преку ова регулирање не е дозволено во иднина со овој закон да работат и трошоците кои што биле многу високи, дури некогаш неверојатни 35-40%, можеби повеќе, кои сте барале трговците од производителите и дистрибуторите, односно добавувачите, сето тоа негативно влијаело на нивната работа, меѓутоа негативно влијаело и на крајниот производ, односно цената на производот, односно сето тоа се калкулирало во цената на производите, односно штети на крајот од денот биле граѓаните со ваков нефер и некоректен однос. Во овој закон се регулирани, се утврдени 26 нефер трговски практики. Законот е земен како рол систем од неколку закони за нефер трговски практики од земјите од Европска унија, соседни, како што се Словенија, Хрватска, Бугарија, и е по европска директива, односно сите овие нефертрговски практики и членови од законите од Европска унија се транспонирани во тој закон и навистина овој закон ќе донесе, се надевам, во иднина во решавањето на еден подолг рок околу стабилизирањето на цените и намалувањето на цените на одредени производи, бидејќи со регулирањето на договорите помеѓу добавувачите и трговците, крајниот исход ќе биде стабилизирање на цените на долг рок и намалување на цените на одредени производи. Законот е одличен, тука контрола комплетна на законот има Комисијата за заштита на конкуренција, која е докомплетирана до Нова година и мислам дека под полна пареја во текот на 2025 година ќе работи, ќе ги проверува договорите во компаниите, во маркетите, онаму каде што ќе бидат утврдени овие нефер трговски практики во нивните договори, ќе бидат применувани и парични казни, а да напоменам, казните се и доста големи, изнесуваат и до 20.000 евра. Ристевски, кратко само прашање имате ли за синдикалците или остановате на тоа, кога ќе се врати премиерот Мицкоски, Бојровна средба, да се договори? Јас да ги поздравам синдикалците, се мои добри пријатели, ние сме транспарентни и секако на наредната средба, заедно и со премиерот, ќе ги подискутираме сите овие работи и се надевам заедно ќе најдеме рационални решенија во однос на зголемување на
платите со цел да го заштитиме и животниот стандард на вработените и во јавната администрација и на сите граѓани во Република Македонија. Отворени сме за соработка и може да го потврдат и тие, бидејќи имавме многу сретби со УПОС претходно, ние бевме и на линија со Трпе Дејановски, кој е председател на УПОС, така да не гледам причина зашто би имале радикални мерки кога сето може да седне и да се решава на заедничка маса и на економско-социјалниот совет. Поздрав до нив, поздрав до студијото и до граѓаните на Маријан Ристовски, заменик министар за економија и труд. Продолжуваме понатаму. Трипуновски, што ви е Трипуновски министерот за земјоделие? Не сме роднини, не сме. Коментар на ова, испаѓа дека се расположени, ли се? Да, значи до сега можам да кажам поздрав до министерот, заменик министерот Ристевски, кој што имаме комуникација и разговори со него и со министерот Дурмиши, така да заеднички гледаме да изнајдеме решение за овие проблеми, така да верувам дека ќе вродат средбите со некаков плод. Во однос на, сакам мал да дам краток коментар, економско-социјалниот совет не е за решавање на поединечни прашања. Овие прашања кои што се наши, односно подпишување на колективни треба ги решаваме на ниво на работодавач. Тоа се нашите министри, директори и така натаму. Економско-социјалниот совет е тело каде што се разговара и за вработените во приватниот сектор. Така да очекувам да овие преговори таму и Стопанската комора, Сојузот Апсолутно така е, да. И работодавачи организација. Така е, организација на работодавачи, синдикати и влада, тоа е трипартитно тело каде што се договараат сите оние, како што кажав, минимална плата ќе се утврди која се за поголеми, посуштински прашања на ниво на целата држава. Го поздравувам одговорот на владата и она што го препознава кај нас и дека всушност платите се ниски и во споредба со останатите институции и се надевам дека ќе се изнајде што побрзо решение и за овој проблем. Има и вас таков случај во вашата институција на исти позиции? Во моето министерство нема, меѓутоа ви кажам, значи, ако како пример, како споредба, да, оние институциите што се под министерството, да, колегите што сме од јавната администрација да земат повисоки плати од нас, а ние, секојдневно сме барани од една страна да им даваме Па стручна на некој помош. начин подредени. Хиерархиски се институциите под Министерството за култура, а никаде во светот јас не познавам да тој што е под вас да зима повисока плата над вас, а одговорноста е кај нас. Правник во музеј, во Штип. И правник во Министерството. Во Министерството зема 30% помала плата. Значи, зимаме ние пониски и некаде за некои работни позиции и до 45% пониски плати. Че вие сте 40% помалку платен од правникот во музејот во Штип или библиотеката не секаде, значи под образование. Не, библиотеките, музеите, театрите, домовите на култура, центрите за култура, сите се тие институции под Министерство за култура. Вработените што е во делот на административниот кадар се согласно тој колективен договор што е склучен во 2020 година со повисоки плати од нас. Образованието училишта или они имат и локална самоуправа тука, имат и Значи, училиштата се сосема друга дејност, друг синдикат ги застапува нивните права, така да не можеме точно да кажеме за нив и да разговараме. Добар ден, повелете, ве слушам. Уште ве слушател двајца, па да финишираме со минималната плата. Ало, ве слушам. Да, добар ден од Битола, маглива Битола, никаква грозна. Ама зато ве слушаме. Зашто грозна, што загадено? Не, панелирен блок го исклучија, се не работи. Писам, не е до рек, ние немаме мака од рек. Рек, ручата на ветро ги носи исток-запад тие работи. Него вака сега ги слушаме и ги поддржуваме. Многу ги поддржуваме, зашто основна е работата. На ова скапо време би требат повисоки плати. Крај со муабет. Меѓутоа, ова е нерешливо. Нерешливо за трајно, например, да
Затоа што до година пак ќе биде мали платите, пак ево е непријатност. И добро е тоа што се согласувате дека мора диалог на место улица. И тоа секаде гледате шаренило има. Ето и полицајот ви кажа некои работи и реагираат на тие дежурство. Например, ево каде. Во РЕК, кај што го спомна, во РЕК може електромашински инженер или било кој од тие инженери да работи трета смена и да се води како така, а например ево полицајот со другарчето наше или докторот си бара дежурство, што е огромна разлика во приходите. Значи имаш негде кај што се галеми луѓето, така да речем побитовски, привилегирани и тие си барат да имат дежурство, а не трета смена. Меѓутоа види сега, овие синдикатите по моje, затоа што јас ја имаме горко искуство кога Битолатекс пропаѓаше, тие исти синдикати изиграа најлошата, да не речем најгнасната улога. Затоа што ни главно му беше да продадат што поќе фено и полутки или кашкавали, наместо да ги извадат работниците надвор, затоа што сите гледаа што се случува со фабриките. Значи има од синдикат до синдикат. Меѓутоа уште од тогаш траја тие поделби кон власта и привилегии што тајно му даваше власта. Самиот полицаец ви кажа, меѓутоа не ви објасни зошто Фрчковски 93 ги поукинува тие како и векат договори. Зошто сите проблеми почнуваат. Да, сите проблеми тогаш почнуваат. И сега што вие како настапвате? Имало, немало пари си барам. И во права сте тука, ама чудно една работа. Сите барат, например, колку што инфлацијата, толку да се крени плата, пензија или било како. Што е легално барање. Јуто како ги решават во другите земји, од кај што, например, ние бараме кредити, ние ќе земеме кредит и ќе го изравниме се тој процент и купуваме социјален мир. Како таму тогаш никој не му кажува на Германија да земи од негде таа екстра пари, например, да не мора да ги затвора погоните, например, на автомобили или било каде. Значи, мислам дека со ова влада поинаку малце ќе биде, затоа што ова влада основно имат многу поблизок контакт со стечајците, затоа што нивните родители биле многу поблиску до тие катастрофи што најде овој народ, така да ќе имат поголемо разбирање. А синдикатите се најпоќе поделени заради Сорос. Да бидеме начист. Меѓутоа, имаше синдикати. Лесно е кај полицијата или војската или кај судите да изиграваш синдикалек. Ќе попретиш малце, тие ќе попуштат овие, ќе попуштат, ќе најди средината. Што правиме кај што нема пари за да се дат? Затоа што во основа како дома. А нема родител што неќе на син му да му дај пари за летовање или пари за скап телефон. Ама ако нема, и сега како ќе правиме? Значи, Па добро, ама проблемот е што за некој има, за некој нема. Ако нема, за сите треба да нема. Па затоа ти кажеш дека во РЕК може еден инженер, врвен инженер да работи трета смена и да му се води тоа како сменски, а овие си барат дежурства, затоа што е огромна разликата, по 100 кусуро евра е, например, кај докторите, не велам дека не ги одработват. Меѓутоа и ова има една огромна одговорност. Значи мора да се изгладат тие работи за да врви се како што треба. Мислам дека ќе постигнете договор, иако овие синдикати и овие протести се малку во немилост, затоа што нашиот народ има малце негативно мислене кон таа администрација, нормално неоправдано и не сегде, затоа што замислуваат дека тоа шалтер е само за нив администрација. Ме разбирате? Кој ќе одиш негде, значи шалтерот е првиот контакт кај ќе оди за лични карти, за уверение за си работи, стани се тоа администрација. Бирократија, администрација, како сакаш, значи научени со паузата, со било како, поготово што сите мислат дека партиските вработување ги расипале тие административци. Не, карактерот на тие луѓе ја расипале администрацијата, затоа што партијата може да ти дај шанса да те вработи ако немаш пари за леп за фамилијата. Ти вели ево сега работи. Никој не те тера ти да не работиш и да се правиш кабадаја таму на шалтеро или било каде низ канцелари, работата да ја запоставуваш. Значи,
Џабето се вели дека партиите ги упропастиле. Да, има такви кај што настават така, меѓутоа карактерот, нашиот однос кон работата, нашата професионалност. Значи имаш може и на државно да те вработи некој или било каде и пред тоа па да не остваруваш работата. Да. Благодарам за јавањето. Да, реклами, па се враќаме и финишираме. Стадион. Емисија за вашата вистина. Купувам поволно, што сакам, кога сакам, колку сакам. Во мојот ДМ уживам во релаксирано пазарување секој ден, благодарение на секогаш поволните цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам. Што има поубаво од тоа да добиеш подарок за празниците? Да добиваш подароци секој ден за време на празниците. Не ги барај поделката, затоа што се во новогодишниот календар на megavin.mk. Секој ден од 16 декември до 15 јануари можеш бесплатно да ја гребеш својата новогодишна гребка и да добиваш бонус награди. Вкупниот награден фонд е над 18 милиони денари. Само на megavin.mk на Државна лотарија. Започнете ја новата година наспани и одморени со Пердормире. Искористете го новогодишниот попуст од 20% и добите подарок пирница со секој купен душек. Посетете не во салоните во Скопје и Струмица или на perdormire.com.mk. Среќни празници и убав сон со Пердормире. Заднат ви е носот? Ви треба олеснување? Тука е Оперил спреј. Почнува да делува за неколку минути, а дејството трае до 12 часа. Едноставно, Оперил, реплек, за моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Парче љубов, парче месо, грицни ме, гризни ме. Мик Свети Николе. Викенд на гушки во Истгейт Мол. Овој јануари е месец кога другаруваме со најмалите посетители. Дојди и уживај овој викенд во парадата на маскотите, а таму ќе те очекуваат и одлични изненадувања. Ти си центар. Стадион. Емисија за вашата вистина. Мислам дека е поминато веќе. 1000 вработени, 988. Да, поминато. Во инспекторатите немале земено плата. Поради закон, така ли беше? Поминато е тоа веќе завршена работа? Не сум, значи колегата Бранко може повеќе информира од мене. Помина вчера измените законските во собрание, така да ќе се регулира сето тоа. Кај нив е завршена работа. Минималната плата, ја спомена заменикот министер, закон има, нивелирање според трошоци, според инфлација. Има повеќе опции. Имаш информација пред неколку дена дека во Бугарија дури за 75 евра е зголемена минималната плата. Можеме тука да направиме споредба. Кои предлози се во оптек? Пред изборите имаше ветување 600 евра да биде минималната плата. Сега се калкулира со 500 евра. Па има опции дека работодавачите прифаќаат 30.500 евра, ама разликата од сегашната минимална плата 22-23 до 30 околу 7-8 да ви ја исплаќаат, ама државата да им ги плаќа или да ги ослободи од придонесите за пензиско и за здравствено осигурување. Темата ви ја кажав, повелете се што знаете и се што барате. Значи, моменталната минимална плата изнесува 22.567 денари, 367 евра, отприлика. Уште пред, значи, наше барање на Сојузот на синдикатите на Македонија е за 1 мај барањето беше 450 евра да биде минималната плата веднаш, односно по завршување на изборниот процес кој што се одржава во мај. Каскаме многу зад регионот, многу сме назад со минималната плата. Така да една Словенија моментално е лидер во подбалканските земји, ќе го земам примерот. Значи Словенија моментално минималната плата изнесува 1254 евра. Во Хрватска изнесува 750 евра. Во Црна Гора со високо образование е 800 евра, а со средно образование изнесува 600 евра. Босна моментално платата минимална изнесува 460 евра, Бугарија 427 евра. Србија е 423
и Албанија е 386. Тоа се податоци за 2023 година, значи тоа е за четврта, извинете, за четврта. Че ние сме од сите помалку. Ние сме на дното од Косово уште не спомнам, тоа Косово не знам. Да, за Косово немам моментално информација за да кажам. Од вие сме за Косово ја колку што истражував е колку нас. Значи примањата се ние Косово сме најниски. Да. Сега ќе се наврзам и нова апропо ова минималната плата. Согласно управата за јавни приходи за исплатена плата во месец 9 септември од 0 денари до минимална плата 9803 вработени. Минимална плата земале 25156 вработени. Значи од прилика негде околу 6% од сите вработени во нашата држава земаат минимална или под минимална плата. Чи треба да се отвори тоа прашање средна плата, односно најчесто исплаќена плата, така, а не просекот. Просекот го прават оние кои што земаат јас можам да кажам плати. Да, најчесто која е исплаќена плата во Македонија, тоа е реална слика за платите во значи држава. согласно податоците ќе зборам, значи овде спаѓаат и приватен и јавен сектор. Од 523.223 вработени кои што земале плата во месец септември 24 година, најголем дел од вработените, односно околу 30%, земале од минимална до 27.999 денари. Најчесто толку земале. Се останато е, значи, во зависност од 42 може да ги сонуваат. Да, 140, да, не може да стигнат до таа плата, а во државната управа, односно во нашиот сектор кој што ние го застапуваме, спаѓаат и избраните именуваните функционери. Тука спаѓаат сите додатоци кои што ги добиваат вработените во Министерството за внатрешни работи, пратениците со нивните примања, додатоци на плата и исплата на дневници и така натаму, и платите на избраните и именуваните. И затоа голем е бројот на просечната плата, може да излегува голем број односно голем износ на плата, а сепак кога ќе ги земете вработените од помлад референт до советник, просекот излегува дека земаат она што го кажав, под прилика најмногу до 29.000 денари. Коштовски, како стоите во културата, односно како стои културата во регионот? Појаки се од вас, посилни, со плати? Да. И во министерствата, и глумци, и уметници, пејачи, и оперски? Секаде. Многу повеќе. Точно не можам да дадам, меѓутоа податок не сум сега го истражувал тој дел, меѓутоа дека се општо административниот кадар е со повисоки плати. Што ќе се случува во наредниот период според очекувањата? Ќе се сретнете, очекувате дека ќе бидат прифатени овие барања или ќе има некој компромис? Упатувам апел. Значи, јас да дадам зодека, за да можеме да го задржиме се уште стручниот кадар во министерствата. И тој да не замине. И јас искрено да не си заминам. Значи, мора да се најде решение за овој проблем. Носиме сериозна одговорност, носиме сериозни одлуки, вработените во министерствата во иднина треба ќе бидат вклучени во идните реформски процеси кои што ги бара од нас Европската унија. Да, преговорите ќе почнат. Значи да апелирам и до премиерот и до владата и до министерката за финансии да ги прифати нашите барања, да бидеме рамноправни како со останатите колеги кои што го добија овој додаток. Подготвувате ли некои законски решенија културата? За авторски тоа беше тргнато, па стопираше, и тоа да ме прашам. Или сега нема кој да го работи? Значи, колегата заминува оваа година во пензија, значи немаме во тој сектор, во тој одделение луѓе кои што сака да бидат асистенти. Не, колегата е сам останува до крај на година, после тоа нема кој да го делот работи. Уште ова имам прашање, зошто 30% додаток, зошто не 30% платата да се зголеми? Тоа не ми е јасно. Видете, можеме и да го предформулираме ова прашање. Сепак кога ќе влезе во плата, тука се зголемуваат и придонесите за пензиско, за здравствено осигурување. Оти на тој додаток не се плаќаат придонеси за пензија? Се плаќаат. Се плаќаат, се плаќаат. Зошто се вика додаток тоа беше? Додаток за стручност,
пазарот на усогласување со трудот, така да сериозност, одговорност, достапност на работодавецот и после работно време, може да кажем дека сум обврзан како да бидам достапен и после работно време, да бидам на располагање на министерот во делот на сето она што се бара од мене на работната позиција. Минималната, да заклучиме, останувате на тоа барање или на 500 евра? Значи бараме на 420, 450. На синдикатот, тој е сојузот на синдикати на Македонија, барањето го позиционираше на 450 евра. Исплата на минимална плата веднаш. Тоа е 29, 27, мислам се, не сум сигурен точно од прилика 20, околу 27.000 денари. Меѓутоа ќе имаме преговори, имаме некоја формула која што треба да се пременува, така да еве слушнавме од министерот Рицевски дека се расположени од владата да дури направат ново законско решение кое што може ќе доведе и до поголем износ на минималната плата, а со тоа верувам дека и раст на сите останати плати кои што се во нашата држава. Ако избркаат 50.000, ќе останат пари за многу повисоки плати. Уште но мора да направим. Тоа треба малку да се. Можеби има институции, можеби не се добро распоредени. Видете, има институции кои што, ама тоа треба министерот за администрација да го каже Минчев. Да, видете, треба да се распределат. Не, значи видете, ние нашиот сектор кој што го застапуваме има недостиг на вработени. Вработени пак на почетокот може и спомнав. Превработени се јавните предпријатија. И тие се дел сите од јавен сектор. Јавноста не разликува државна администрација од јавен сектор. Значи и објавен сектор спаѓаат и образование, спаѓа и здравството, кој што се, верувате, најголем дел од вработените во јавниот сектор. Па и МТВ се даватели услуги, како се вика. Значи тие 128.000 плюс минус вработени, тоа е јавен сектор. А државна администрација се оние вработени по министерствата кои што се сервис на граѓаните во однос на... Ние креираме политики, значи, и ги спроведуваме одлуките на владата. Тука треба да биде да се стави акцент владата во делот на, ако сака да имаме понатам успех. Значи, зошто толку се жалите која во енергетика прочитав информација оти се просек платите 110.000. Значи платите и вие ли ќе барате колку е во новото министерство за енергетика не се толкави. Тоа е информација. Да, тоа се дезинформации кои што видите, вработените во тие министерства земаат плата по закон за административни службеници. Согласно тој закон во делот на платите предвидени се бодови на ниво. Сега, со оглед што е ново формирано министерство, се очекуваат нели нови вработувања во тој сектор на енергетика, затоа е предвиден толку поголем буџет. Еве да ќе разговараме и следната година, па ќе видите за колку ќе се нема да земаат 110.000. Нема да земаат, не, затоа што во Законот за административни службеници стриктно се предвидени кои се платите на државните службеници. Јас ви благодарам и пожелувам и посакувам среќа. Бранко Костовски, синдикат Министерство за култура, и Бојан Трипуновски, УПОС, синдикатот на вработените во управата, правосудството, органите на управата и Сдруженијата на граѓаните. Благодариме на поканата. Пријатно и до слушање до наредната сабота. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ТВ КТВ во недела од 16 часот, ТВМ понеделник 13 часот, ТВ Плюс во недела во 11, ТВ Протел во понеделник во 15, Канал 8 во недела од 11:40 и Лови во сабота од 19:30. Гледајте Стадион.